Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на емисијата Интерактив. Овој пат ќе разговараме, ваш гостин секако ќе биде Николајчо Николов, председателот на Македонската асоциација за рударство, Пристопанската комора во Македонија. Бидејќи наш аспект како регионален медиум се рудниците Злетово, Сасат, Ораница и Бучим, дојдовме да поразговараме пред се за стратегијата и перспективите на македонското рударство. Добро дојдовте уште еднаш во уште една емисија на Интерактив. Очигледно привлече многу внимание вашиот став, вашите ставови изнесени во претходните серии емисии. Излагања, вие сте актуелни бидејќи единствени обстојувте на овој економски, да не кажеме, дисбаланс кога владее пандемијата. Ке ни кажете ли за стратегиите во рударството, дали Македонија има официјално после толку години постојање на самостојност стратегија за рударството? Јас ве поздравувам исто така. Нажалост, Република Северна Македонија нема утврдена стратегија за развој на рударскиот сектор. Има одредени стратегии кои практично не се донесувани, но не се почитуват и не се озаконети да важат како правило за однесување и на рудниците, и на државата, и за идните инвеститори. Вие како фактор во државата, како председател на асоциацијата, веројатно имате контакти барем со колегите од бившите југословенски простори или бившите републики. Дали да направиме на компарација, дали тие имаат таму стратегија? Нажалост, сите држави од бивши југ простори, вклучувајќи и Албанија и Бугарија, кои се околу нас, имаат стратегии за рударството и тоа дава и одговор зашто рудниците и рударскиот сектор предњачи во тие земји. Ние имаме рударски потенцијал. Можеме, знаете, негде е објавено дека Македонија ги поседува, ги има сите елементи од Менделеевиот периодичен систем регистрирано како рудни потенцијали, но нажалост експлоатацијата е многу мала, а причината за малата експлоатација е недоволната истраженост и ние важиме се уште за земја со недоволна истраженост. Последните движења кои се случуваа во Македонија, антирударското движење и пропаганда допринесоа да од нашите простори многу потенцијални инвеститори се откажат. Кај нас, како парадоксија, ние во последно време за обоени метали нема добиено дозволи за детални геолошки истражувања скоро ниту едно предпријатие, а знаеме дека деталните геолошки истражувања во кои инвестира истражувачот се основа да знаеме како да се однесуваме понатаму со доделување на концесии за експлоатација. Значи, штом е во застој се деталните геолошки истражувања, во застој е целиот рударски сектор. Сметам дека е тоа неоправдано и препорака моја до владата, до обновената или новоизбраната влада е да се обрати внимание на овој сектор. Ние не може као држава да немаме стратегија за рударството, а одредени незванични, неофицијални стратегии да имат невладини организации, движења еколошки и така натаму. Значи, мора државата е сигурно на повисоко ниво, мора да има своја стратегија и на тој начин да им одговара на овие движења кои се воглавно неоправдани и нелогични. Во секој случај, дали во програмите на оние кои што ја освојувале власта во изминативе неколку мандати на парламента и на собрание, сте наишле на интерес за развојот на рударството? Па ние сме сведоци дека имаше едно големо движење, знаете, под форма на заштита на животната средина, движење против рударството. Сметам дека едно со друго се коси. Интересот на државата е да има и развој на рударство, да има и земјоделие, но и да има заштита на животната средина. Никој, а на нашите состаноци
на Македонската асоциација за рударство особено, никогаш и нигде не била дискусија како нешто да се направи на штета на животната средина. Напротив, сметам дека ние со аргументи, со податоци се залагаме за подобрување на животната средина, затоа што сме свесни, не значи дека ние кои живееме во рударскиот или од рударскиот сектор треба да ја уништуваме својата иднина и иднината на своите деца. Напротив, ние можеме повеќе да допринесеме кои сме внатре во рударскиот сектор, што све треба да се направи за да имаме одржлив развој на животната средина. Ние нигде и никој од нас не зборува дека рудниците немат никакво влијание врз животната средина. Тие имат влијание врз животната средина, но ако е тоа контролирано и одржливо, тогаш нема причини да се плашиме, да се секираме за иднината на нас и на нашите деца. Секако без економија нема иднина, меѓутоа дали ќе се согласите или со еден мој став, ние од давнешни години, уште нашите постари од 19-тиот век не пренесувале, нам ни звучат како митови и легенди, меѓутоа германски инженери, австријски инженери доаѓале во оваа плодна Македонија и сметале дека е една од најбогатите рудни наоѓалишта ги има овде, бројни рудни наоѓалишта, па така да остануваат и легендите за племето Саси која отвориле рударската експлоатација на рудникот Саса, или пак племето Слеги кој што и топонимот на самото село Слеги кај местноста Златица, каде што се копала во Кратовско златна руда. Дали сега има интерес на напредната научна рударска мисла во светот за Македонија? Добро ја спомнавте темата. Пред отварањето на секој нов рудник има фаза на еколошки истражувања. Без археолошки, се извинувам, фаза на археолошки истражувања. Ние за нашиот рудник Боровдол вршевме обемни археолошки истражувања и тамо добивме податоци, значи резултатите се во музеот во Штип, може да се проверат, да се видат, но тамо дојдовме до сознание ова што го спомнувате вие за Саса и другите региони, дека овде, на овие предели околу Бучин, имало рударство, некој вид на рударство уште пред 5 до 6 илјади години пред Христа. Значи, огромен период, најдовме остатоци и така, истражувањето, добро го спомнавте вие. Секогаш во историјата рудите и рудните производи биле ценети и потребни. Како за металургијата, така за пари, накити и така натаму. Ние овде дојдовме до сознание дека пред 5-6 илјади години имало истражувања, најдовме печки кои работеле импровизирани печки, но со слична технологија која и денеска владее за топење на бакарни руди, на олово, на цинк, тука во близината на Бучим. Така да Македонија, тоа покажува дека Македонија од секогаш била интересна и сега е интересна земја, но ние, нашите закони треба да ги прилагодиме. Знаете, имавме една порака од канадска една екипа која дојде кај нас и дојде и ни кажа, ние сме дојдени да ви кажеме како може да се развива и, не или. Ние велиме или рударство, или земјоделие, а немаме и едно и друго. Значи, како може подеднакво да се развива и рударство, и земјоделие, и туризам, затоа што отприлике идат блиски се во движењето, во потребите на секое стопанство. Така да Македонија е надежна, останува надежна и дотолку повеќе ни е потребна таа стратегија, да знаеме, да знаат рудниците, да знае државата, да знаат инвеститорите што може, што не може во нашава држава. Дај Боже да имаме алтернативи, но мене не ми е позната земја во која рударството е забрането, затоа што и да е забрането треба да има со што би се надополнило тоа.
Бучем обстојува многу време, значи од 79 година, овде платите никогаш не престанале да бидат високи, тоа го спомнуваме неколку пати. Можете ли да не објасните само во однос на тоа како ќе се движат или имате ли перцепција за перспективите на обоените метали и експлоатацијата? Вие алудирате постојано на истражување лабораториски и било какви на терен со цел да се откријат нови наоѓалишта и да се паралелно со тоа и да се сменат административните потешкоти и пречки. Јас да спомнам еден податок. Во последните 40 години не е отворен ниту еден нов рудник за обоени метали во Република Северна Македонија. Нашиот рудник, тој е површински коп во Боровдол, практично е составен дел на поранешните истраги кои ги имал Бучим, тој не го сметаме за нов, бидејќи е само површински коп. Значи, ниту еден, за 40 години, ниту еден рудник не е отворен за обоени метали. Тоа зборува дека тоа е многу сложен процес, многу скап процес и дека бара солидни инвеститори. Самиот факт што последните 40 години не сме отворени нити еден рудник зборува за себе што значи тоа. Каде ја гледате иднината на рударството? Пак велам, ние мора да направиме стратегија како држава, да ги пропишеме правилата на тој иден инвеститор, да знае дека доаѓа во организирана држава, дека во оваа држава помеѓу другото мора да биде запазена животната средина. Не може да се експериментира во Македонија со некои технологии овакви и онакви и да се напише јасно правило за однесување. Тогаш тој инвеститор што сака да дојде ќе знае какви се условите за инвестирање во рудници во Македонија и нема да се дешава да нас не заобиколуваат полно инвеститори, веќе многу од нив одат во Србија, во Албанија. Уште ова да ве прашам, Рударскиот факултет во Штип е на некој начин матрица од која што произлегува многу, нели, рударски инженери и луѓе кои што работат. Дали имате, бидејќи своевидно и специфично е дека сите млади кои што ќе завршуваат некои стручни опреми, особено во областа на високото образование, заминуваат од Македонија? Имате ли таква ситуација? Следите ли некои соработки со Рударскиот факултет каде што има сознание дека се заминуваат и младите? Со Рударскиот факултет во Штип имаме одлична соработка, ние сме и упатени да одредени проблеми заеднички решаваме. Морам да кажам дека Рударско-металуршкиот факултет во Штип е признат не само во Македонија и околу Македонија, и од тука се излезени значителни кадри кои работат во рударската индустрија во Македонија и надвор од Македонија. Тој е потребен, но сметам дека и тамо имаме еден критичен период, кога поради ова антипропаганда за рудниците ги деморализираме младите да се запишуваат во таа струка. Знаете, никој не би сакал да се запише на факултет, чие развој ќе биде и вработување ќе биде во прашање, затоа што нема да има рудници. Така да и тоа е едно од комплексните прашања кои треба заеднички да го изучуваме. Инаку Рударскиот факултет во своите, не знам, повеќе од 30 години дал резултати, дал кадри кои се признати не само во Македонија, туку и надвор од Македонија. Бидејќи сте претседател на Македонската асоциација за рударство, би ве запрашала подетално за уште сите овие 4 рудници кои што се во сегмент на обсервација наша. За Злетово велиме дека е еден од постарите, 70 или 80 години, 8 децении обстојува како рудник. Се соочуваат ли новите инвеститори со проблеми во од, што би се рекло? Кој е најкритичен според вас рудник во однос на работењето, бидејќи секој се труди нели да ги имплементира сите тие еколошки стандарди, меѓутоа дали имаме проблеми на теренот? Го спомнавте, Злетово е еден од нашите најстари рудници, како и сите рудници има ограничени резерви и може да биде прашање само на резервите кои ги има за експлоатација. Тораница е понов рудник, Саса е рудник многу добар, многу добро организиран, кој работи со високи профити.
Бучим досега работи исто така со значителни профити, така да мислам дека рудниците за обоени метали во Македонија се значаен потенцијал преди се за извозот. Јас само да спомнам дека сите овие рудници извезуваат негде своји производи, полупроизводи во вредност од 180 милиона долара, а увозот е негде 50 на милиони долари. Значи, ние сме погодни за девизниот биланс во земјава и мислам дека од сите страни треба да бидат поддржани овие рудници, да обстојат и да продолжат да работат понатаму. Почитувани гледачи, ова беше уште едно издание на Интерактив. Овој пат ги третираме најзначајните субјекти економски во источниот регион, а овде секако спаѓаат рудниците кои што асимилираат во себе таква економија да од неа обстојуваат цели градови. Новите населби како што се Пробиштип или Македонска каменица, кои што имаат големи приходи од рудниците, не би можеле да постојат доколку би се затворат овие окна. Само во 8000 жители во Македонска каменица акумулираат во нивната локална каса околу 1,5 милион евра годишно за концесии. Што значи ова за животот во овие населби и во целиот регион? Останете со нас и проценете сами.